формирањето на Народно-ослободителната војска. Зема замав посебно 1943 година со формирањето на многу партизански одреди и многу батальони, али првата единица која е формирана во Деваца 1943 тоа е Македонско-Косовска бригада и втора бригада Македонска тоа е формирано на Кожув. На Кожув планина практично се организира сите покрети, сите планови за ослободување на Македонија. На Кожув планина се формира 3 правци на движење. Така наречена Дичева група оди према Источна Македонија, оди према Малишевијата, Беласица, Косово, една група оди према Тиквешијата, а трета група, втората Народно-ослободителна борба, оди во нашиот крај Прилепски, Мариовски. Првата бригада Македонско-Косовска поминува повеќе од 300 километри. Така да веќе 43-та година се насетува дека фашистичките сили ќе бидат поразени со настаните кои што се одвива во Втората светска војна. Ние Прилеп достојно го одбележуваме овој празник, ова значајно одбележие на Народно-ослободителна борба секоја година. На вас учесниците сакам да ви укажам стварно благодарност, вистински благодарност, затоа што денешниот ден наликува на оној ден од февруарскиот поход 1944 година. И во такви услови вие се собравте сите заедно овде, поединци од планинарските друштва и сите љубители на планинарењето да го одбележиме овој јубилеј. Сакам да укажам уште еднаш благодарност на основната организација на Сојузот на борци, што оваа година како јубиларна 75 години најде начин достојно да го прославиме сите заедно со сите активности што ги спроведува државата, локалната самоуправа, сите ние поединци да зачекориме во Северноатлантската алијанса која што е пред нас, чекориме кон европската иднина и сите оние придобивки што ги имаме да ги искористиме во иднина.